Жените се најчесто дискриминирани. Дискриминација трпат во семејството, но и на своето работно место, покажуваат анализите на невладиниот сектор. Во регионот најчеста е дискриминацијата во однос на работничките права. Најмногу во однос на работничките права се забележено прекршување на работното време на вработените, обично во текстилните фабрики, а понатаму прекршување на правото за годишен одмор на работниците и секако многу значено, а многу интересно прашање што спаѓа и е во дел на родовата дискриминација е всушност прекинување на работниот однос поради бременост. Се почесто во поново време и сексуалната дискриминација. За жал, ЛГБТ заедницата се уште е невидлива за општеството, но и за законот. Сепак постојат механизми за заштита и на оваа категорија на граѓани, објаснуваат од асоциацијата HERA. Ова е тотално невидлива заедница за општеството, односно институционално, заради тоа што сексуалната ориентација се уште не е вметната како основ за дискриминација во законските решенија. Како да се препознае дискриминацијата и како да се реагира се клучните прашања. Граѓаните ја препознаваат, но не пријавуваат, плашејќи се да не бидат стигматизирани од околината во која живеат. Мислам дека знаат што значи дискриминација сите граѓани, меѓутоа колку тие се спремни да пријават дискриминација, тоа е дискутабилно прашање и сметам дека сепак предрасудите и стереотипите си го прават своето и луѓето не се впуштаат во тоа да пријават дискриминација, било сметајќи дека ќе бидат можеби етикетирани од заедницата, дека ќе бидат осудени од некого. Локалното координативно тело за заштита од дискриминација во моментот разгледува само една преставка поврзана со работничките права. Меѓу првите преставки кои имат пристигнато до ова тело е од бремена жена, која поради својата блажена состојба останала без работа. Жената го изгубила спорот, бидејќи била на определено време.